Денес имавме средба на представници на раководствата на двете партии, на Социјалдемократскиот сојуз и Либерално-демократската партија. Ја искористивме оваа можност да размениме мислења околу вкупните состојби во државата. Морам да кажам дека оценките ни се слични, да не речам идентични. Заедно оценивме дека на вистина во поодделни клучни области состојбите се катастрофални, а имајќи во предвид дека владата, односно власта, нема намера да направи никаква корекција на своите политики, нашите предвидувања се дека работите ќе одат од лошо кон полошо. Сето тоа наметнува една ситуација во која што политичките партии од опозицијата имаат одговорност да се обидат да воспостават што е можно поголема комуникација помеѓу себе, да воспостават координација, соработка, се со цел да се изврши притисок на власта да ја коригира својата политика или ако тоа не се случи да дојде до промена на власта. Во наредниот период ќе се интензивираат контактите, дали од тоа на крајот ќе произлезе и формална соработка и формирање на заедничка предизборна коалиција, во овој момент е рано се каже, меѓутоа ценам дека ова е еден добар почеток на взаемна соработка помеѓу овие две партии. Власта го одби дуелот и соочување за најактуелната тема што се отвори оваа недела, со образложение да не го повлечете во Халта и ВМРО-ДПМН и Груевски. Значи не го одби власта ТВ дуелот, го одби лично Никола Груевски ТВ дуелот. Не собра и овој пат ни храброст, нити се одважи да седне на јавна сцена наспроти мене да ги соочиме сите факти и аргументи за секое прашање за кое што ќе посака. Вие бевте сведоци дека му дадов можност да бира на која телевизија, во кој момент, со кој сака новинар како медијатор, едноставно да го цитирам токму господинот Груевски, народот има право да ја разбере вистината, а како да ја разбере вистината кога Груевски се плаши и бега од едно такво соочување. Образложението дека тоа не го прифаќа заради тоа што од другата страна би требало да седам јас, едноставно не држи. Тој не се на ни со Радмила Шекеринска, не се на ни со Зоран Заев и впрочем откако се бави со политика, кажете еден пример кога седнал на ТВ соочување со било кого. Ама да се говориме да не ми ги броите Миленко, Јанко, Латас и други. Благодарам.